Немало потреба да се креваат афери околу сомнежите и обвинувањата за рекет во рек Битола, во кој според опозицијата се вклучени братот на премиерот Зоран Заев, Вице Заев и поранешниот директор на рек сегашен НСМ Васко Ковачевски. Тој запрашан околу овој случај вели од компанијата дали се на истражните органи, порачувајќи дека немало потреба од јавни настапи. На истражните органи ги дадовме целокупните документи кои што беа барани од нас. И апелираме повторно уште еднаш до политичките партии да остават судските и судството и обвинителството да работат како независни и согласно позитивните законски регулативи и прописи да носат такви одлуки. А како ќе излезе пологот повторно на крајот преку јавни настапи и наши и на опозицијата ќе видите дека непотребно се креваат вакви афери. Нема потреба. Инаку според информациите што ги обелодени првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски. Изнадувањето на пари одело преку Васко Ковачевски кој вршил притисок фирмата Рубитон достапи 99% од добиениот бизнис на компанијата СВ Инвест на Столечев Лигаровски. Кога собствениците на Рубитон Васко Василев и Јанира Дивчев не се согласиле, Ковачевски им рекол да му дадат 250.000 евра во кеш на братот на премиерот Зоран Заев, Вице Заев. Побарувањата биле Рубитон да ја сработи работата, а 250.000 евра да му припаднат на Вице Заев во кеш и таа сума била многу поголема од можната заработка. Откако собственикот на Рубитон не се одзвал на повиците, Вице му се заканил дека фирмата ќе ја загуби работата. На крајот така и било. Компанијата ја губи работата од рек и трпи штета од 30 милиони денари. Но покрај ова како продолжение на скандалот, Мицковски откри дека Василев и Радивчев го пријавиле рекетирањето во обвинителството на крајот на февруари 2020 година, кога Македонија имаше техничка влада. Раскажаното сфераш во пријавата го потпишал тогашниот заменик началник на одделението за сузбивање организиран и сериозен криминал Лазе Велковски. И тогаш како што вели Мицковски, исчезнува делот со Вице Заев во пријавата. За ова партијата достави испечатени верзии од двете различни пријави со и без името на братот на премиерот.